Те сакам, Господе Исусе Христе. Би требало да го знаете тоа. Да молите Господ Исус Христос да ви го отвори сознанието, да ги разликувате духовите. Зашто многу христијани изборуваат за Исуса, постапуваат по своја волја и мислат дека се во Исус. Тоа е духот на овој паднат свет, говората не извршуваат. Што треба да извршуваш? Па неговата волја. Он да зборува, он да действува, не ти. Тие зборуваат од себе си, од научени своји школи на телесни лидери, основачи на заедници, а не му дозволуваат на Духот вистински да ги води и така останува тоа јалово, празно христијанство со духот на овој свет. Односно, тоа е на Мојсеевиот стол седнаа книжници и фарисеи. Тоа е тој квасот фарисејски, говори, а не извршува, си постапува по својата волја, си ја извршува и си ја бара својата правда. Така да луѓето викат, јас сум во Исус, а никој не знае дека си ти во Исус и немаш сила вистински да застанеш во Исус, да потече од твојата утроба на вистина жива река, жива вода, проповеди, песни, славење, исцелувања на поширока територија, да знаат дека ти вистински си во Исус, не да го зборуваш тоа јас сум во Исус, да го гледаат луѓето според твоите постапки, според начинот на кој ти живееш во заедништво, едно тело и еден дух со Господ Исус Христос. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ти благодарам за се. Останувам во твојата љубов. Амин.